Здраво Македонија, добро вечер и добре дојдовте во вечерното шоу. Оваа недела главниот дел од преокупацијата на политичките соперници во Македонија беше посветен на договорот за стратешко партнерство со Британија кој го најавија премиерите Мицкоски и Стармер и особено тој за стратешките инвестиции кои ќе бидат овозможени со таа рамка од 6 милиарди евра која Британија ја одобрува за Македонија. Значи, не штедилница пеон од струмица, туку британската влада. Како и се што прави оваа влада, и ова беше проблематично и многу штетно за опозиционите јастреби и големи експерти. А еве инаку подсетување, за што конкретно се работи. Модернизација на македонските вооружени сили и подлабока интеграција во НАТО стандардите, зголемување на безбедноста на границите и засилена борба против трговијата со луѓе и шверцот, најсилна економска соработка меѓу двете влади, вклучително и во капитални инвестиции во инфраструктурата, здравството и енергетиката. Ова се само дел од придобивките за Македонија од новото стратешко партнерство со Велика Британија, која ќе донесе инвестициски циклус од 6 милиарди евра. Договорот ќе ја засили соработката и во образованието, дигиталната трансформација и иновациите, а ќе ги поврзува и младите од двете држави. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека со овој документ испраќа силна порака дека интересите на граѓаните се најважни, а дека политиката е моќен инструмент кога создава вредности, а не поделби. Дел од овие пари ќе бидат употребени за инвестиции во инфраструктурата, изградба на модерна, карго и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија, инвестиции во здравството и нови болници, завршување на проектот на клиничката болница во Штип, заедно со зградата на новиот медицински факултет, студентски дом со капацитет од 200 легла, изградба на болницата во Кичево, заедно со здравствен дом, реконструкција на клиничката болница во Тетово и така натаму. Премиерот е уверен дека новото стратешко партнерство ќе донесе раст на бруто домашниот производ на државата, а не на јавниот долг. Вели дека не станува збор за позајмување пари за тековни трошења или социјални трансфери, туку за капитални инвестиции со огромно значење за граѓаните со најповолни услови на пазарот. Модернизација на армија, безбедност на граници, борба против трговија со луѓе и шверц, капитални инвестиции во железница и нови клинички центри, образование, дигитална трансформација, иновации и поврзување на младите од двете држави. Со Велика Британија како стратешки партнер, не со Камбоџа или Етиопија, Велика Британија. Што има да се спори тука? Се сетија дел од медиумите. Ке прашуваме што? Дали Македонија ќе мора да прима азиланти во кампови во рамки на овој договор, врз база на некакви анализи на дел од британски медиуми за плановите на Британија во врска со справување со имигрантите. Па така се прашувавме по медиуми дали значело партнерство, камп за мигранти, камп за азиланти во Македонија и конечно дека постоел некаков пеколен план во кој ќе се плаќало за сите афганистанци, иранци, виетнамци и индијци кои ќе ни дојделе во тој пеколен план. Направија зуење кое на крај мораше да го демантира и лично британскиот амбасадор, официјалниот представник на Велика Британија во Република Македонија, Метју Лосон. Се појавија информации дека во рамките на ова стратешко партнерство Македонија ќе треба да прифати баратели на азил, мигранти. Тоа се појави, тие информации ги имаше и во домашните, и во англиските медиуми. Дали е тоа точно или не? Благодарам за прашањето. Навистина ми е драго што ќе можам да го одговорам. Суштината на ова стратешко партнерство, како што кажа премиерот, се прашања за инвестиции, раст на економијата, работење заедно за взаемна корист и веќе е навистина одлично трговско партнерство. Драго ни е што како дел од договорите, како дел од ова што ќе се подпише, земјата се согласи дека ќе се приклучи кон заедничката мисија во однос на мигрантите, но тоа се однесува на полициските сили кои што ќе работат заедно со очување со криминалните банди, подобро споделување на разузнавачки информации и тоа се прави веќе со неколку други европски земји тука. Ние како британци мора да го имаме тој механизам и самите билатерално со земјата. И ова е навистина тоа за што се работи. Со сама друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел, затоа што
Оно на што се договоривме е дека ова е широко партнерство во однос на безбедноста, трговијата, одбраната, образованието и инвестиции. Трговско партнерство, взаемна корист. Македонија вели ќе се приклучи во полициските сили кои ќе работат на спречување на криминалците меѓу имигрантите, споделување на разузнавачки информации и така натака. Како што Британија има и со повеќе други европски земји. Не кампови за мигранти и азиланти. Не се работи за тоа, цитирам. Вели, сакам да бидам јасен во тој дел. Нема кампови за мигранти. Туку вели се договоривме за широко партнерство на поле на безбедност, трговија, одбрана, образование и инвестиции. Демант од британскиот амбасадор. Затворена е темата, така? Не баш. Има некој кој не им верува на британците. Почитувани, владата на ВМРО ДПМН потпиша договор за ново задолжување од 6 милиарди евра. Добро, не е задолжување од 6 милиарди, туку е рамка од 6 милиарди евра, кои ќе се користат дел по дел како што ќе доаѓаат инвестициите, кои пак се стратешки инвестиции, какви што СДСМ и покрај потрошените 7 буџети за таа намена стратешки изгради единствено, можеби ПС катница во Дубај. Ха, шала, не го гради СДСМ тоа, малку мајтап. Налет, СДСМ инвестираше во индиска авиокомпанија. Повторно шала, мајтап, без нервози. Не инвестира СДСМ ни во тоа. Не се ни Венко, ни Заев во бизнисот. Боже, пази, тие беа пофини работи. Фабрики на Google, фабрики на Facebook во Македонија. Автопатот Охрид Кичево 1/10 пати го завршија. И 100 датуми за преговори со ЕУ добивме. Но најважната стратешка инвестиција која ја имавме од оваа група на гениалци беше патеката за Формула 1. Еден од најголемите проекти на кои што работи државата. Дури не е објавен заради тоа што работи неуништена основната документација. Но, овде е планирано да биде изградена првата стаза за Формула 1, која што треба да отвори туристички можности. Овде е планирано да биде изградена првата стаза за Формула 1. Првата стаза за Формула 1. Стаза за Формула 1. За Формула 1. Чисто да се подсетиме малку на подзаборавените стари асови. Ајде, Мартине Костовски, кажи им бе ти на овие британци дека не ги бива. Ти си нашиот Sid Vicious, а вие сте современите Sex Pistols. God save the Queen! Дополнително се отвара уште еден аспект. Добро, ајде да го видиме аспектот кој што се отвора. Во краткото интервју за британската телевизија Sky News, кое беше објавено од медиумите, премиерот Мицковски избегна да одговори на конкретното прашање, а тоа е следново. Дали дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство вклучува и можност Македонија да прифаќа мигранти? Jesus, ај што владата и премиерот демантира, ама и британецот јасно и гласно кажа не. Само друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Абе ти сакаш да си јасен, господине Лосон, во тој дел, ама џабе, не те разбираат. Нема доверба, можеби СДСМ кон британската влада. Тоа е, ќе мора да го прифатите овој факт како новото нормално. А на времето кога мојот стар пријател Чарлс Герет шеташе по земјава, пиперевка се играше на бихачка. Токму ова прашање го поставуваме пред неколку дена. И владата молчи. Прво, владата не молчеше, туку одговори веднаш, но интересното е тука дека го поставувале, вели, ова прашање и пред неколку дена. Зошто ова е интересно? Бидејќи СДСМ не зеде да го гори на пресконференција некој си Мартин Костовски, па ќе му дадат да се шутри со ваква јавна недоверба кон зборови искажани од британската влада преку нивниот амбасадор, ако веќе не им веруваат на своите, на македонците, на македонската влада. Не. Позицијата дека СДСМ е како опозицијска партија и во Британија ја постави точно така неколку дена претходно лично главом и брадом председателот на партијата. И ние тој договор, кога ќе дојде во собранието за ратификација, ќе го поддржиме. Меѓутоа има едно прашање, кое што апелирам владата да го одговори. Имено на ABC News непосредно после самитот излезе информација дека откако Албанија го одбила договорот со Велика Британија да прима имигранти, имајќи предвид дека таков договор има со Италија, лидерите на Косово, Северна Македонија, генерално од Западен Балкан
кажале дека исто така не се согласуваат да има кампови за мигранти, но се отворени за тоа да се разговара. Упатувам прашање до владата. Дали навистина се спремни со Велика Британија да разговара за сместување на имигранти во нашата земја? Прво се засолни, демек, зад некаков новинарски шпекулативен текст на ABC, BBC, MBC, не знае ни сам точно каде, а потоа упати прашање до владата дали ќе разговарала за сместување имигранти во Македонија. Уште еднаш одговорот од британскиот амбасадор. Само е друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Зборува амбасадоров, ама џабе. Во СДСМ веќе започнаа да гледаат кампови за имигранти. Зошто? Например, може би за да не се зборува за инвестициите кои би следеле, например, во клиничките центри, кои тие кога беа на власт или ги раскинаа како договор, или со прст не мрднаа за да се направат, а ќе бидат направени, се најавени со оваа рамка на британски инвестиции. Тоа е, не гледаме нови болници, кои не ги направивме додека можевме, гледаме што? Имигранти, кои Британија ти вели, абе, ги нема во договорот. Забавно е на нашата политичка сцена, нели? Ајде, нека продолжи забавата со, реално, позабавниот од Филипче, Мартин Костовски. Сега, кога веќе британските медиуми и политичари зборуваат за широката соработка во делот на миграцијата, молкот станува аларм. Вау, молкот станал аларм. Затоа што зборувале за планот за справување со нелегалните имигранти. Нешто што и сме го правели и го правиме со Европол. Ама не, Британија не смее да има свој план за спречување на истите и да побара соработка со нас на ниво полиција со полиција. Алармантно било тоа. Генерално, нема ни аларм, нема ни молк, ама тоа е. Ајде уште еднаш да се обидам да посредувам меѓу СДСМ и Британија. Не сакам да се скараат тептен, да се смират луѓето, не да се алармирани непотребно. Еве што е полициската мисија која го вклучи алармот за имигранти на Бихачка. Драго ни е што како дел од договорите, како дел од ова што ќе се потпише, земјата се согласи дека ќе се приклучи кон заедничката мисија во однос на мигрантите, но тоа се однесува на полициските сили кои што ќе работат заедно со очување со криминалните банди. Полициска соработка за спречување на криминалци и легалци. Ништо ново, ништо нерегуларно. Само сега во соработка и со Британија, која пак веќе има такви соработки со други европски балкански земји, а нема кампови кај нив. Океј, чисто да не се тревожите. Ама не може тоа. Тревожењето не престанува и не. Затоа денес јавно пред граѓаните ја прашуваме владата. Дали сте подготвени во иднина да прифатите мигранти во Македонија во зона за сместување? Многу е јака оваа конверзација. Од СДСМ прашуваат, Македонија негира, Британија негира, па од СДСМ велат нема одговор. И пак го прашуваат истото. Па повторно премиерот негира, па од СДСМ пак прашуваат и велат, абе никој не ни дава одговор. Луѓе, абе да не немаат телевизори во партија, интернетот да не им е исклучен, ништо не исклучувам како можност. Она што е сигурно исклучено е логиката. Дали договорот, каков што е, остава простор дека за ова може да се разговара во блиска иднина? Не. Ти кажаа, човече Боже, срамота е се резилите. Со Америка се скаравте, со Британија се скаравте. Со Путин ли бре алијанса ке градите во иднина за нови шарени претумбации во Македонија? Или со Дубај? А сега, на јакото прашање. Дали можете експлицитно и јасно да потврдите дека ниту сега, ниту во иднина Македонија нема да разговара за некаков политички ангажман? Дали можете експлицитно и јасно да потврдите дека ниту сега, ниту во иднина Македонија нема да разговара за некаков политички ангажман? Нема да разговара за некаков политички ангажман? Дали Македонија нема да разговара за некаков политички ангажман? Политички ангажман. Македонија дали ќе била политички ангажирана? Еден господ знае што сакал Мартин Костовски да праша, односно што сакал да каже авторот кој му напишал пресконференција и никој не го проверил текстот пред да го истропа на говорница. Ама тоа е. Ова се генерално луѓето кои не и веруваат на британската влада. Јак калибар. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија
а располага со пари од некоја друга земја. Добро прашање кон британците. Од кај ви себе парите, ха? Од каде ви е толку пари, бе, а? Веднаш да одговорите. Ама не го праќајте овој амбасадоров, не му веруваме. Премиерот на Британија најдобро да одговори. Не! Кралот Чарлз бе да каже, ако не е во владата, тој да каже, бидејќи тој е еден од најголемите авторитети таму, да каже и од каде им се парите на британците, а и неговите. Потекло на имот да ни даде кралот Чарлз, инаку ќе ја прават големата од СДС. Мислам, не баш, ама ќе ја прават или би ја правеле. Значи, тие ќе го поддржат договорот во собрание, иако им се сомнителни парите, се плашат од мигранти и на антиевропски начин бил носен. Второто прашање е колкава е каматата. Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период. Не, владата која преговара, таа не знае за што се преговара. Ти знаеш. Ке бидат вклучени експерти по камати од штеделницата на твојот струмички побратим, тие да испреговараат. Зошто да не? Друго прашање? Следното прашање. Зошто повторно влада со влада заем? Повторно преседан. Никогаш во историјата нашата земја не заемела на тој начин пари. Преседан. Ужас. Зошто британски пари и британски интерес да има во Македонија? Зошто? Зошто британците да ги имаме како стратешки партнери кои ќе бранат и свој капитал или финансиски интерес во Македонија? Кому му одговара една некоја Британија да биде стратешки партнер на Македонија? Никому, така? Така? Кои се тие британци, ви се молам? Би кажал дека, за жал може да констатираме, имајќи го предвид овој втор дел за заемот, не за стратешкиот договор со Велика Британија, кој што ќе повторам го поддржуваме, но ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат оваа влада како антиевропска. Договорот го поддржуваме, ама ваквото договарање значи дека владата е антиевропска. Иако кога земавме, например, унгарски кредит, додека беше Унгарија председавач со Европската Унија, исто така беше владата антиевропска. Па и сега е. И што, да не лаже Венко? Слушај го, Венко. Па Британија излезе од Европската Унија. Тоа е многу антиевропски потек. И сега се најдоа две антиевропски земји. Антиевропска Македонија и антиевропска Британија. И ќе ми подпишуваат таму некакви договори кои ги поддржуваме, вели Венко. Ваква криза на идентитет неам гледано од пејачката со брада која победи на Евровизија. И Заев, кога викаше дека сме браќа со бугарите и еден народ со иста заедничка историја. Меѓутоа, наеднаш земаме огромен кредит за брза пруга, север-југ, која што потребна е на земјата, но се постава прашањето како стана приоритет. Па не ви беше вам приоритет, а е потребна на државата, нели, па стана приоритет. Понатаму да се земаат толкави кредити, при тоа да се блокира европскиот пат, е некоректно и непатриотски. Меѓутоа да се бара заем од неколку милиарди со огромни или какви и да се камати, а при тоа на европскиот пат кој што оваа влада го блокира, можно е да стигнеме до грантови, неповратни средства, гратис за истите тие проекти, за кои што се земаат тие огромни милиарди, извинете, тоа е антиевропски. И ако сакате, тоа е непатриотски. Така. А европски и патриотски е додека си на власт камен на камен да не оставиш. Ништо капитално да не изградиш и да го продаваш идентитетот на твојот народ на бугарски пазар како да е пипер и патлижан. Тоа е патриотски и европски, веројатно според Филипче. Да не заглавиш во преговорите со Европската Унија, да бидеме заглавени, да не може да дојдеме до ЕУ, каде се тие грантови на вистина, до кои поради вашиот подпис и онај на како до сега дуи владата, може да дојдеме само ако се понижуваме, како што вие не понижувавте. Тоа било веројатно европски и патриотски. Додиш против волјата на 80% од народот, тоа ли е европски и патриотски? А да кажеш не на понижувањата, како што кажува владата денес, тоа било непатриотски. Ете, тоа е разликата во концептите меѓу бившите и сегашните. Бившите и ден денес не убедуваат дека Мењам веру за вечеро е фантастичен патриотски концепт и гледаат кампови за имигранти на местото на болниците кои не ги изградија, на место новите кои се најавени дека ќе се изградат со овие договори. Тоа било непатриотски. Со гајда да ве жали човек. Ајде доста.
Време е за малку умни муабети. Вечерва со уникатниот и многу спремен професор доктор Атанас Кириаковски. Ке зборуваме за ограничувањата на човешкиот мозок, како некои од претходно видените, само во општ контекст, поврзан со измамите кои ни претат благодарение на злоупотребите на вештачката интелигенција. Кога веќе оваа природнава неинтелигенција не успева повеќе да не мами, ќе биде интересно, ви гарантирам. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, по, не знам, четврти пат, мислам трет дека е во студио, имаме еден супер интересен гостин со кој што секогаш водиме многу интересни разговори и теми. Односно, јас уживам кога го слушам како држи предавање од доменот на неговата субспецијалност, психологијата и когнитивните науки. Професор доктор Атанас Кириаковски, добро вечер. Добро вечер, Богдан. Ти благодарам уште еднаш на поканата. Секогаш е интересно кога разговараме на што и да е од тоа што ти го работиш, бидејќи мене ме интересира, да и на сите луѓе, нели ги интересира да ја дознаат науката малце позади своето однесување и инженерингот позади нашите сетилни реакции на светот околу нас. Така е, така е. Мислам дека твоево шоу, забавно популарно шоу, е едно од ретките во Македонија кое што возможува разни видови на дискусија, од политичка дискусија до чисто академска и научна дискусија, што мислам дека е многу ретко и многу важно во Република Македонија. Да се види по некој графикон на телевизија. Се разбира, да, малку да видиме што науката има да ни каже. За денеска имам една тема која што е интересна, смешна, страшна, како и да е, каков и атрибут да и залепиме, се работи за тема од која што нема бегање, тема на иднината едноставно. Ке зборуваме малку за доменот на вештачката интелигенција во врска со нашите сетилни реакции на незе. Дали знаеме што е вистина, што не е. Тек за 5 години од денес како ќе изгледа светов не можам ни да замислам. Но да не скокам јас сум овдека нели на катедрата на вечерното шоу, визитин гест професор доктор Кириаковски. Јас сум тука вечерва да слушам и да прашувам во име на сите наши гледачи на кои што може да им ветам, само дека оние кои гледале емисија во која што ти гостуваш знаат дека ќе е супер, но не сакам ни секунда повеќе да губам. Професоре, зашто конкретно вечерва ќе и се обратиме на јавност? Така, ова е една тема која што се надоврзува на некои теми од минатиот пат кои што ги начнавме, зборувавме за дигиталните технологии и така натаму и тогаш рековме дека следно ќе продолжиме малку да истражуваме ќе копаме во тој дел. И овој пат се договоривме да зборуваме околу вештачката интелигенција, односно дигиталните содржини кои што се генерирани од вештачката интелигенција, како тие изгледаат и веќе гледаме дека заземаат една многу импресивна, хиперреалистична форма и ќе разговараме нели за импликациите од сето тоа. И тоа таква форма завземаат во оние најкомерцијални нивни изрази во смисол алатки кои што секој од нас може дел од нив бесплатно да ги користи со некои ограничувања, дел од нив за $10-20 месечно да ги користи со сите можности кои што ги нудат и тоа е застрашувачки. Така, веќе е масовно и јавно достапно за сите и секој со малку време и интерес, мислам, ќе прикажеме нели некои видеа, звуци, тексти така натаму, со малку време за еден час може да се генерираат интересни работи. Зошто ти е тебе интересно ова поле на истражување, ај вака како вовед? Кои аспекти на влијанието на вештачката интелигенција, кога е во прашање твојата специјалност, се најинтересни? Како размислуваш во однос на неа? Да. Вака, мојот пристап е од она поддисциплина на психологијата, која што веќе се формулира како некои нарекуваат машинска психологија, некои нарекуваат вештачка психологија
или психологија на вештачката интелигенција. Зошто веќе луѓе зборуваат за психологија на вештачката интелигенција? Затоа што кога имаш одреден автономен систем кој што произволно генерира одредени работи, има потенцијал да има и своја собствена психологија или психолошки живот. Од типот на чисто да илустрираме за гледачите, затоа што има коментар од минатиот пат. Многу зборуваше, ништо не разбравме. На македонски превод, Ќе се обидам да што е можно попросто. Да, се трудам и јас да преведувам или да поставувам под прашања, ама добро и сами. Имаме автономни возила, така? Добро, да. Тесла. Има. Сега, автономните возила произведуваат одредено однесување во реална ситуација, во реален контекст. Анализираат разни параметри, семафори, можеби по GPS локација на други автономни возила, пречки на патот за да знаат да забрзаат, да појачаат лимити, ограничување на патот. Така, што не е многу различно во суштина од тоа што го прават и живите организми. Значи, се движи и некој животно по улица или човек и анализираш, мериш, време, така, перцепира, носи одлуки, презема акции и така натаму. И нели психологијата е во добар дел развиена за да го разбере тој феномен како организмите живеат во една средина и сега веќе има. Но не е нужна свеста тука или па и ова може да се дефинира како вештачка свест? Една лебарка е сосема адаптирана и функционална во средината, така што мислам дека не можеме да збориме за свест. Така што можам креационизам тука да вметнам дека секој жив организам, нели, е допрено невидливата рака и затоа функционира во а вештачката интелигенција не е како сега тука. Имаат ли Бог машините? Но ајде. Да, мислам нашава цел е да се обидеме како научници што повеќе да го демистифицираме феноменот, кога нели воведуваме некои си вонземни објаснувања, повеќе се мистифицира феноменот. Наша задача е да го разбереме подлабоко. Така што имате една помалку не неблагодарна задача да објаснувате нешто што прават програмерите, оние сите луѓе кои што ги пишуваат кодовите во тие моќни дата сервери во кои што се процесуираат сите овие работи и сега вие треба да ни помогнете на сите нас да разбереме како се адаптираме за да нели изречеме некоја поука, да знаеме каква интеракција да имаме со таа вештачка интелигенција, освен 2 клика видеа и хахахихи, бидејќи нема да е хахахихи секогаш. Да, веќе не е. Мислам, во најголем дел големите јазични модели се она што го нарекуваат black box. Значи, да, не знаеш архитектурата можеш да знаеш од, да речеме, од инженерски аспект, од програмерски аспект, од механички некој аспект за хардвер и тие работи, но како доаѓаат до одредени заклучоци ефективно, многу е непознато во добар дел, затоа се нарекуваат нели црни кутии. Да. Е сега тие црни кутии произведуваат, генерираат одредени содржини. Е сега идејава е во ова ново поле кое што произлегува во психологијата да се разберат и овие вештачки, ајде да ги наречам суштества и нивната психологија, нели. Но најпрво за да сватиме колкаво е значењето да ги разбереме малку подобро и сите нели дигитални содржини кои што се произведуваат со помош на вештачка интелигенција. Првата половина имаме презентација и слайд денеска, нели, ќе зборуваме малку за човекот и неговите лимити или ограничувања во контекст на нашите сетила, перцепција и когниција. Може паралелно да почнеме со... Да. Добро, на мојот лаптоп е битно да се разбере дека... Човечки лимити во ера на неограничени дигитални илузии... Да, еден наслов се размислов како да се вика. И ќе почнеме да зборуваме за човечки лимити, сега ќе има некои слайдови кои што се на англиски јазик. Нема проблем, ќе преведеме симултано што треба, да. Битно е да се стави во контекст дека ние се развиваме во една мезосфера, нели, сме еволуирале во таков контекст, каде што целото наше постоење е адаптирано за да... Мезосфера, меѓупростор, така? Меѓупростор, за да функционира во една дадена средина колку што е можно поефективно и поефикасно. Значи, со помала енергија,
со нели да детектира одредени спектруми на светлината, на звукот кои што се функционални за нас и не овозможуваат да преживееме. И тоа на некој начин не прави многу ограничени во однос на, зборувам како единка, како човек, колку можеме реално да восприемиме нешто од реалноста преку нашите сетила. И ќе започнеме на пример со видот. Нели, ќе одиме со првиот слайд и да представиме следниот слайд. Да. Ова е целиот електромагнетен спектар, кој што нели ние го нарекуваме светлина, колоквијално, и се состои од многу кратки бранови како гама зраци, тоа се овие на лево представени, и радиобранови кои што се долги бранови представени на десно, така. Сега ова е целиот електромагнетен спектар кој што е познат на физиката. Делот кој што ние го нарекуваме видлива светлина, она што може да го видиме, е од некаде 400 нанометри до 700 нанометри. Она со боја што е мало делче. Меѓу ултравиолетовото и инфрацрвеното зрачење. Точно. И тоа ако го земеш како процент од целиот видлив спектрум, значи од целото зрачење и радиација со кој што сме обкружени, ние детектираме некаде околу 0,004% од светлината. Во превод, луѓето не се адаптирали или не се способни да гледаат ултравиолетови зрачења, да гледаат инфрацрвени или рентген да имаат гама рейс, нели? Точно. Така? Точно, значи ние не можеме да видиме инфрацрвено светло, не можеме да видиме ултравиолетово светло, туку сме еволуирале во многу еден тенок, тесен домен на видливата светлина. Кој што бил доволен? Точно, да функционира да го искусиме светов каков што е. Поентава ми е дека всушност ние не перцепираме ниту пола процент од целиот електромагнетен спектрум кој што постои. Значи, прво, нашето сетило е многу ограничено во тој домен, зборувам. Затоа ја представуваме таа графа. Истото се рефлектира, чисто да илустрираме во следниот слайд, е споредба како одредени стимули, например цвеќе, би ги гледал човек, како би ги гледала пчела, затоа што видливата светлина, оној спектрум, зависи и од видот. Еве, ние сме, например, од 400 нанометри до 700 нанометри. Но пчелата е од 200 до 500. Гледа, например, ултравиолетова светлина пчелата и кога би го симулирале незиното сетило, поинаку би изгледал светот. Значи, на левата страна е како човек перцепира, мислам, ако добро гледам тука на екранот, на десната е како пчела би перцепирала одгледани предмети. Ова се симулации, не значи дека... Никоја пчела не кажала како баш гледа. Точно, 100%, но има начини преку анализа на видот кај пчелите, значи преку микроскопски анализи да се утврди какви видови на... Ова е научна предпоставка, да. Кели има и така натаму. На наука, не на... Точно. И последниот, например, слайд е многу битен. За слухот? Не, претходно, за кога споредуваме човек и пчела, нели, во однос на видот. Долниот слайд лево е презентација на пајак, кој што рефлектира од одреден спектрум на бои, кој што е релативно непрепознатлив за нас, да речеме со ние, со овој спектрум на видливост. Бидејќи ова делуваат како две различни слики. Тие се слични, да, или исти, но на десната страна, например, пчелите многу појасно ги детектираат контурите на пајакот, односно се наштимани на тој спектрум на светлина. И лево има пајак, ама е како претопен во... Да, по камуфлиране и за нас, како за луѓе, мислам, потешко го детектираме, затоа што немаме некој си еволуцијски бенефит од тоа, додека, нели, пчелите имаат повеќе смисла да детектираат разни бои на цвеќињата во ултравиолетов домен, сино, зелено и така натаму. Пчела, например, многу појасно би го видела тој пајак. Значи, не се работи за нешто дали е пред твоите очи или не е, туку и дизајнот на твоите фоторецепсори сензитивни на светлина е направен за да преживееш, односно да внимаваш на пајакот. Така, детерминираат што ти всушност гледаш или како вид на радиација, електромагнетен спектрум, светлина си способен да детектираш. Добро. Fair and square. Одиме понатаму. Следно, например, исто и ние во однос на слухот.
ова се некои обсези на човековиот слух кои што варираат од сензитивност на многу ниска јачина па се до високи тонови кои што предизвикуваат болка, значи тоа е горната линија, некаде 120-140 децибели јачина на звук веќе предизвикува реална болка на слухот. Добро. Но на X оската се представени, например, фреквенциите кои што ние сме сензитивни. Како што рековме за светлината, ние сме сензитивни за одреден спектрум на фреквенции од 20 Hz до 20.000 Hz или 20 kHz. Да. Значи тоа е опсегот на возможниот звук кој што ултимативно човекот може да го слушне. Сега повеќето од нас имаме помал опсег, со текот на годините старееме, бебињата всушност имаат малку поширок опсег, но како што стареат и тие им се редуцира. И сега ако одиме уште Откако ќе се женат, се редуцира тоа обично. Така. И ако одиме уште и ако споредиме со други животни, кој што е на Додам понатаму? Да, Истиот, да. Слон, човек, мачка, куче, глушец и нормално гледаме лилјак. дека различни животни имаат различен опсег Десниот слайд е тоа, да. слух, да. Например, сега не гледам од тука точно. Прво е слонот, ние слушаме малку повеќе од слоновите, поширок опсег имаме. Мачката е повеќе од нас, тоа е третата, виолетовата. Така. Слоновите слушаат многу повеќе пониски фреквенции. Да, има пониски од нас, да. Така, од 14 до 20.000 Hz, ние сме 20 до 20.000. Ова најдолу линијата беше најдолу е лилјакот. Лилјак, така. Да. Тие значи бидејќи нели функционираат на сонар, слушаат многу високи фреквенции. Да, фактички тој преку слухот се ориентира во просторот. Така. Значи мислам дека до 200.000 Херци, мислам дека лилјаците до 200.000 Херци. Така што уште една идеја оди кон тоа дека... Еве го кучето на 45.000 Херци како пример, може нели со има високи оние тонови, да. свирки некои за да исплашиш куче или да кој што човек не може да ги слушне. Не може да ги слушне, точно. А ова има уредче кој што ги произведува нив, и ако дувнеш ти во уредчето, кучето ќе изреагира, ти нема да го регистрираш тоа како звук. Точно, се што е типично над некаде 15.000 Херци, над 20 ултимативно прагот која се наминува, за нас е неслушливо. Но тој бран звучен постои и постојат животни кои што можат да го перцепираат. Значи тоа е поентата и во контекст на лимитот на сетилото за вид и во контекст на лимитот на сетилото за слух. Значи ова е многу битно да се знае дека ние функционираме во еден многу тесен опсег на физичката реалност. Разбирам, добро. Тоа се сетилата, нели? Сега мислам дека следно ќе продолжиме на лимити на нашата перцепција. Добро. Така се дели тој модел, нели? Сетилни органи, кои што го снабдуваат мозокот со одредени физички информации. Добро. И мозокот после ги перцепира, односно ги интерпретира тие информации и почнува да креира некакво значење од истите. Океј. Тоа е доменот на перцепција. Добро. Така, сега да видиме некои лимити во контекст на перцепцијата. Детектирање на фигури од позадина. Така, што гледаш ти на овие слики, вака ти биде овде учесник во експеримент? Ајде ќе бидам, види се, Почуваме јас со гледам лево. од блиску. На првата лево морам да признам гледам некоја пеперутка. Добро. На втората, овде кај снегот, еве на прва вака не гледам ништо, искрен да бидам. Добро. Мислам нешто скриено, нели веројатно треба да видиме. Во средината, а ова трета вака... Као некој птица. Аха, добро, ако се задлабоч, да, некој гулаб, што е ова? А на третата, овдека па, валја колку и да се трудам, не знам, тоа зеленкото на средина на дрвото, као некои лиша изгледаат, но веројатно не се. Ако кликнеш сега, ќе ги оцрта контурите на, може би и гледачите може подобро да ги Добро, да, видат. еве ја пеперутката лево, еве ја птицата. Ова е некоја снежна птица и последната слика е најинтересна. Мислам дека е гасеница, која што е многу тешко да се детектира. Значи, фундаментално, кога навлегуваме во доменот на перцепцијата, нашиот мозок има предизвик и проблем да одреди што е фигура, односно што доаѓа некој предмет во преден план. Добро. И што е позадина. Длабочината да ја фактички тоа е во суштина. Не само длабочината, туку да изолира фигура од цела една позадина.
која што е во слична колор палета, народски кажано, вака со позадината. Така. Сега тоа е животните кои се камуфлираат, односно играат на тој принцип. Тие се во принцип предмет, објект некаков. Да. Но еволуирале да личат како позадина. Значи тоа е идејава на камуфлирањето, значи да блендин, нели, да се сокриеш во нешто, да не може да те види предаторот кој што може но да се сокривањето не е физички позади некаков предмет, каде што ти, например, ако јас застанам позади каучот, не можеш да ме видиш. Не е транспарентен каучот. Ама ако се обличиш како завесата и застанеш кај завесата, така? Тоа е трикот. Значи, во јасно видливо поле нема никаква оклузија, тоа се нарекува. Значи, прекривање, но е предизвик да ги детектираш таквите животни, е проблем на перцепција. Значи, гледаме дека кога тие се, како се вика, се соединуваат, односно имитираат позадина, стануваат тешки за перцепирање. Тоа е еден интересен лимит на нашата перцепција. Практично може да имаш животно пред тебе, да не но гледаш, не можеш да го перцепираш. Ти го гледаш, те стимулира таа светлина, но не го перцепираш. Ќе видиме подоцна ефекти пример. За, например, лимити на нашето внимание кои што водат до слични феномени од тој тип. Така што може да продолжиме, например, на следниот слайд. Визуелни илузии. Ова е уште еден домен на доста од нели овие ограничувања или лимити на перцепцијата за кои што зборуваме. Например, на левата страна, која би те прашал дали возилата се иста или различна големина, различна ви кажам, делуваат дека се различно. Меѓутоа, ако земе перспектива во езда перспективно, обратно би требало да биде, нели, поголемото да е понапред, помалото но тие се всушност на сликата потполно исти димензии, но контекстот на сцената ни прави илузија да делува дека нели се со различна големина. Ова е пример на така наречена понзо илузија, тоа е горе лево прикажана. Како се со исти димензии? Ај се учествувам во експериментот. Можеш да демонстрираш, например, да нацрташ една линија од фар до фар. Добро. И да ја поместуваш, нели, за сите коли, ќе видиш дека потполно исто се истите димензии. Знам дека е многу тешко да се поверува. Да, но можеме да го демонстрираме со цртање на линија, например, од фар до фар на првата кола, ја преместуваш на следната кола ќе видиш дека се потполно исти димензии. Сега, зошто е триков така? Зошто така делува? Затоа што добре што камера не ме фаќа секој што. Дајте. Вака изгледаше. Се едно око. Да, кај мене. Вака изгледаше тоа. Вака. Замижено нешто да. Или можеш со пенкалото на екран еве кај тебе да провериш, например, измери до некаде првата, втората и третата. Магионичар си ти. Мајкум. Валјда некој сега и дома пред телевизор исто. Ајде, вратете. Знам дека сакате да ги измерите со рака, повелете, одете до екранот на телевизорот, не е проблем, ќе го задржиме кадарот уште малку. И јас дури мислев дали во Photoshop да повлечам линија и да ја преместувам. Да, ако сакаш да бидеш уште попрецизен, да, може, но ете и со прсти да се измери. Мене професор доктор и немам причина да не верувам. Но или широко или вертикално е објаснувањето е сега. Кој е објаснувањето и поентата, да? Бидејќи ние исто перцепираме перспективност, перспектива. Знаеме дека од контекстот на сцените како што предметите се оддалечуваат од нас, стануваат се помали. Сега, доколку предметот ја има истата конзистентна големина, само го поместуваш во перспективност, тој делува поголем во суштина. Нашиот визуелен систем мисли дека, оваа големина, но е далеку, уште повеќе додала на големината за да компензира за, нели, дистанцата од која што ја перцепираме. И така ја создава таа илузија. Всушност сите возила се со исти димензии, но делуваат различни и многу е тешко да се поверува. Дури кога го знаеш овој факт, е еден лимит на твојата перцепција. Да. Исто во другата мисла, таа се вика white illusion. Ова десно слайд. Да, тие двете ленти што се. Добро. Кога би те прашал, нели, вертикалните бои, вертикалните ленти, дали се иста боја или различна? Различна би рекол. Делува дека се многу различни. Да.
А гледам долу во параметрите дека Red, Green, Blue, дека исти параметри. Така, дали ви веруваш дека се потполно истата боја? Не верувам. Не верувам, како ти кажам. И како го демонстрираме тоа, например, во долните слики, отворив, тоа се вика дигитален колор метар, кој што го позиционирам курсорот на едната боја, на едната трака и ги дава вредностите колку беа 170, 172, 153, колку 153. црвена, зелена и сина има бојата во себе, односно, Так. нели? Так. И вика ова дека истата Да, боја. го поместуваш курсорот на другата лента, ги дава истите вредности. Значи, Ова е ради тоа контекстот, не знам, сродни нијанси, па во Да, потребен... детекцијата на контрасти, гледаш, тие се малку изместени, едната е подолу, едната е подолу. Да. И мислам, ова илузија малку до некаде не е најдобро дообјаснета, но е во насока на детекција на контрасти помеѓу контури и така натаму. Wow. Но поентава е, дури кога ги знаеш, кога ги анализираш и ги демонстрираш физички дека овие стимули, например, колите се исти или двете бои се исти, не можеш да не детектираш разлики. За колите уште сум во... Ова друго вај некако ќе, не знам, ма и другото е супер пример. Али колите особено. Добро. Кој е заклучокот на науката? Заклучокот е дека тоа е еден вид на ограничување, дури кога знаеш свесно Мозокот дека решил да не се замара до толку многу. Односно, ние сме... Поентата е дека мозокот така е адаптиран затоа што во најголем број од случаите нема потреба. Нема потреба. Да. Таквата перцепција кореспондира најчесто, но кога ќе создадеш вака некакви вештачки или ќе дизајнираш стимули кои што се намерно дизајнирани да го измамат мозокот, тогаш перцепцијата паѓа, затоа се нарекуваат визуелни илузии. И затоа го нарекувам лимит, затоа што колку и да се обидува човек, не може да коректно да ја перцепира физичката реалност, да детектира. Така што тоа е уште еден лимит на перцепцијата. Следно, одиме со сега тука морам, мислам ќе има као блинкање, како се вика, трепкање на сликата, доколку има сензитивни гледачи да ги предупредиме да не гледаат. Не е нешто страшно. Мислиш некоја епилепсија ако има треба да внимава? Да, не понекогаш е битно да се предупреди. Добро, предупредуваме. Наредниот слайд ќе е таков. Сега кога ќе стиснеш space, би требало да почне да трепка сликата. Да стиснам space? Само ти кажам што е поентава, бидејќи ти си рековме сега се договоривме да бидеш учесникот во така е, да, студии. баш ми е интересно. Се осеќам како хрчак. Така. Заморче, да, не е проблем. Значи поентава е тука сликата ќе трепка и твојата задача е да детектираш дали нешто се менува или не на сликата. И да видиме дали ќе детектираш и колку време ќе помине. Интересно ти е, Атан. Да. Ајде, да ти добро. го почешаме мозоче. Јас се треба видам дали нешто се менува. Дали се менува или не. Добро, главата горе на кај влезот во авионот има движење? Не. Има многу поочигледна разлика, која што... Многу поочигледна разлика. Да. Многу интересно. Чекај. Нешто као минимално поместување лево-десно да има, ама не, тоа е илузија, така ти се чини. Потполно се исти од позиција. Нема... Требаше ти мерам секунди. А колку секунди имам да детектирам? Па имаш безкрај, колку треба. Аубе, моторот го нема, Jesus. Ама видиш, добро, сега да паузирам. Или остави го, или да, нека стои вака статично. Ова без под крилото нема овдека во трепкањето. Чекај. Гледате? Вау, и тоа, ама ова последно го гледаш. Да, мислам, не гледаш цел мотор. Не гледаш цел мотор, да. Јас гледав овдека дали главата на влезот од авионот, нешто полево подесно. Ова претходно, значи, да само се нарекува слепило за промени, на англиски се нека change blindness. Значи, нашето внимание едноставно, доколку не е фокусирано или доколку не очекува некаква промена, како некој вид на зум леќа, нема да детектира таа промена, како што демонстрираме во случајов дури повторно кога е пред твоите очи. Ова, например,
добар дел на филмовите ги доживуваме како една континуирана серија, едно континуирано видео, токму поради овој феномен, затоа што нашето внимание и нашето, тоа се нарекува топ-даун или знаење претходно, доста носи контекст во сцената. Добро. И ги поврзува фактите. Значи, кога некој филм нели има грешка, например, Да, во цигарава е еднаш или имаш сад за- дигитален во среден век. во среден век, или уште подобро continuity error во смисла на двајца зборат, пуши цигара Аха, или едниот, и ја во наредната- допушува до пола, Да. во наредната е сцена цела. пак е цела цигарата, Да. но поради дефокусот, односно невниманието на спецификите од сцената, од нашето внимание, ние не го перцепираме тоа, иако постојат такви промени. Значи, ова е пример на таков вид на проблематика. И затоа се нарекува слепило за промени. Не сме слепи во смисла не можеме да гледаме светлина, но не перцепираме одредени промени кои што се релативно големи. Значи, во контекст исто на како и претходните примери, нели? Супер. Следниот пример, ајде повторно. Лимити на вниманието слепило на невнимание. Пак ќе тестираме нешто. Да, ова твоја насмевка ми кажува дека повторно ќе злобна имам насмевка, прилика, да. Ова е исто познат експеримент, веројатно многу мина го знаат. За твоја среќа јас не го знам. Па супер, значи затоа си одличен Да, учесник да. за вакви експерименти и студии на перцепција, например, односно за внимание. Твојата задача кога ќе стиснеш, кога ќе го пуштиме Добро. видеото, е да броиш колку подавање на топката има белиот тим. Значи има два тима во црни мајци Добро. и бели мајци. Добро. И двата тима си подаваат топки еден на друг. Добро. Твојата задача е да броиш колку пати белиот тим си подава топка Меѓу себе, еден на друг. бел на меѓу бел, себе. колку пати ќе Така, подаде да, топка. точно, треба да се следи тој момент и кога ќе заврши видеото ќе дискутираме се. Може Добро. да стиснеш Може да стиснеме. space, Добро, да, и спремни да сме. изброиш. Знам дека ќе промашам, ама да кажувам гласно. Сега кога ќе заврши. 16. 16? Да. Океј, точниот одговор е 15, но тоа не е поентата, тоа е Добро. само дистракција. Добро. Дали ја виде горилата? Ја видов, да. Ја видов. Ја видов. Во ред. Значи, половина учесници од луѓето во експериментов не ја детектираат горилата. Може и, нели, ако врати го уште Да, пушти ајде, го видеото ајде, гледачите важи. доколку Да, сакаат ќе коментираме дури. Сега без броење, Да. само гледаја сцената општо Да, ги го забележав. и некаде на средина од сцената се Што појавува. бев фокусиран, знаев дека нешто ќе има некој кетч, ево го, да. И викам, види го тука сега као ќе ме збуни. Да, ова е, да, мислам сега во ред. Не, јас го приметив дека влезе во сцена, не и што прави. Нели, мене ми беше вниманието на белите. Така, Само онака, ама ми трепна во око дека Но типично дека има половина од луѓето, бидејќи нивното внимание Е е само на бело. фокусирано на пасовите, Да, односно е да. окупирано со многу битна задача, Да. нели доколку се фокусираш, повторно не ја забележуваат горилата, Да. односно имаат лимит во тој контекст на вниманието. Ова се има добра книга, мислам дека се вика Gorilla, The Invisible Gorilla или Невидлива горила од авторите на оригиналната студија Даниел Симонс, мислам дека беше и не се сеќавам точно. Дури како беше. да бидам фер, јас сега дали во моментот знаев дека е горила, ама видов некој чуден предмет, дека видов Се појавува. нешто се појавува, и, нели, ама така го испрецепирав. Че ова е тука ме збуни, зашто Така. бев нели имав друг тип на челендж, друга Так, стимулација за да Така, а така. иначе само ми кажеш ај број ги пасовите, а не да не е геймификација, да немаше Да, и сега, немаше например, ни да знаеш кламбика дека толку. дека има некој Дека има трик, кетч, дека веќе направивме неколку точно, експерименти, реално, значи не е реално, најобјективна ситуација Реално, за експериментирање, да. но да речеме во наивни услови, односно Да, стандард, да му речеш, види го клипчето, изброи ги. точно, кога ќе викнеш учесници Пола во луѓе нема да лабораторија, видат да, горила. добар процент, најголем дел од луѓето не ја забележуваат горилата. Значи зборуваме за уште еден вид на лимит на нашето внимание. Понатака следниот слајд, лимит на нашето внимание се нашата способност паралелно да следиме неколку објекти во движење. Добро. Значи тука мерењата покажуваат дека максимално паралелно може да следиме 4 објекти. Добро. Еден не е проблем. Значи гледаш нешто се движи.
2 не е проблем, 3 е веќе кога стигаме до 4 објекти паралелно кои што се движат, стигаме до лимитот на нашето внимание. Во превод, ако шибицарите имаа по 4 место по 3, никој немаше да Но, ги да, победи. многу поголем предизвик. Така. И за да го Добро. демонстрираме феноменот колку е всушност тешко да се следат 4 објекти паралелно, може да го пуштиш видеото со Ајде, пак круговите. тестираме нешто, вашиот Да, сега идејава е асистент тука. Илиевски, ќе... да Кога- стисна, што кога треба ќе да стиснеш правам? space, Добро. ќе светнат 4 круга кои што треба паралелно да ги следиш во просторот. Добро. И после се обидеш кога ќе запрат да Добро, кажеш кој каде е? кој каде се, да. Одиме? Чисто да демонстрираме колку е предизвик. Добро. Овие 4. Се сигурно секој го... сега да гаѓам? Од прилика, да. Опа. И јас не обрнав 1, 2, 3, 4. Мислам дека се овие. Мислам дека тој беше над средниот. Или можеби за овие два не сум сигурен, ама откако го мрднав маусот ми избега фокусот. За овој сум сигурен, за овие два сум сигурен. Так. Мислам дека беше овој. Сега ќе видиме кои се. Па не ги обележав, не не ги стигнав обележав. вчера, Добро. но Океј, ќе рачунаме чисто дека да го победив. демонстрираме. Мислам дека сгреши, ама не, чисто да демонстрираме Вар, одма да има снимка. Поентата, да. каде е нашата граница и способност да следиме повеќе објекти во паралелно. Е сега студиите нели може да тестираат разни варијабли, колку комплексни се тие објекти. Понекогаш на пример ако следиш тродимензионални објекти со кои што ротираат, лимитот се намалува. Овде чисто, но чисто овде нотираме кој е нашиот лимит, така? Да, Не да тоа зборуваме за разни лимити, Дали е така, добро да. или лошо, но во суштина тоа е нашиот лимит. Да, нели? точно. 4, ако имаше 5, ти теорија немаше. Ако има Зборувам 5 за е овакви. многу тешко, значи многу ретко да паралелно точно да ги следиш. Зборуваме за најголем дел од луѓето. Сега постојат За луѓе со многу голем дел. специфични состојби. Нели знаеме дека луѓето кои што имаат некој спектар на аутизам, па на пример имаат некоја способност во однос на броење, математичка аналитика и така натака. Рейнменс, нели сме огледале. Да, тоа брзо броење малку е мит. Мислам тоа е исто многу интересна тема, може за некој следен пат да Добро. дискутираме, но ова се некои си основни спознаени когнитивни процеси кои што ги делат најголем дел од луѓето и е стварно многу тешко на наш човек кој што би можел со, да речеме, 70% успешност постојано да детектира 5 предмети. А и да има што ќе му е, така. Но шалба на страна. Тоа е многу корисно. Например, има некои студии каде што демонстрираат дека геймери, Добро. оние професионални геймери, Добро. имаат мала предност над типични луѓе како нас, кои што не геймаме, бидејќи тие постојано го тренираат нивното внимание Да забележуваат, следат на секаде повеќе промени движења, некакви, да. нели каде треба да пука и така натаму, значи така што Мене, знаеш што ми е има варијации. најинтересно од сето ова? Сето ова тебе ти е вовед во делот за вештачка интелигенција. Да. И и возбудата расте, но и страв ме фаќа. Поентава ми е дека не ни треба вештачка интелигенција да генерира реални За да содржини, за да не бидеме направи- измамени. Разбирам. Значи, Да, затоа така е. демонстрираме во сушност каде се нашите лимити во нашата перцепција. И ако одиш, например, сега следниот За слайд, бројки, добро. исто и за работната меморија или краткотрајната меморија, пушти го само видеото ќе објаснам. Значи овде задачата се презентираат одредени бројки по одреден редослед и сега твојата задача е да ги повториш Добро. откако ќе исчезнат. Например, ако е 1-2, исчезнува, пишуваш 1-2. Добро. Ако е 3-2, 3-2 и така натаму. И сега се зголемува опсегот на бројки и сакаме да видиме Колкава нишка може да така, запамтиш. колку краткотрајно можеш да запамтиш опсег на бројки, тоа се нарекува digit span на англиски. Добро. И во суштина најчесто Распон на бројки. распон на бројки. И ваков вид на информација во краткоидна меморија е познат како 7 плюс минус 2, значи најмногу луѓе се способни да меморираат Од 5 до 9. од 5 до 9, со некој просек од 7. Значи, кога повеќето луѓе стигаат на 7 елементи во краткотрајна меморија, почнуваат да грешат. Значи, збориме за Затоа се река нашите мобилни се може на гостинот. Нашите мобилни се со по 6 цифри. Чиста среќа, нели? Тука сега тука има интересна стратегија како ги групираме, нели?
правиме парчиња Како или чанкови. меморираме добро секој на различен начин? Телефонските броеви почнуваат во групација од 3, нели? Да, 07X. Најчесто, да. 3 броја. Да. И на тој начин, тоа се на англиски да се рекува чанкинг или групирање би било нешто на македонски, парчусување би било на македонски, каде што ти наместо да се обидеш да запамтиш 9 серијски броеви, Три сегменти по 3. 3 сегменти. Да. И така Асоцијативна меморија си ја правиш на зголемуваш разни начини. краткотрајната меморија. Но ултимативно зборуваме дека генерално Рандом вака броеви, ако наредиме, дека или околу букви, 7. така, или имиња, било што, зависи сега од комплексноста на стимулот, на содржината кој што се представува, но ултимативно сме ограничени во тој домен. Значи, некаде од 5 елементи до 9. Добро. Уште еден лимит на нашата перцепција. Така е. Тоа е Окей. уште на поента. Окей. И следно продолжуваме на уште повисоки форми на, ако одиш, Когнитивни лимити. когнитивни лимити. Значи, тоа е веќе на мислечкиот дел. Почнавме од многу ниски процеси како перцепција на стимулации со нашите сетила, односно сензација на стимули со нашите Бои, сетила. форми, движење, Точно, окото, перспектива. увото, така. Подоцна интерпретација на тие стимули преку процеси на перцепција и се стигаме на повисоки процеси, кои што се нели покомплексни. Тука ќе наведеме, имаме накратко една листа за преминеме на делот за вештачка интелигенција. Добро. Имаме Когнитивни разни лимити. когнитивни лимити опишани во литературата. Тука добра книга која би сакал да прочитате. Thinking Fast and Slow, Даниел Канеман и Амос Тверски се два познати научника, мислам дека имаат и добиено Нобелова награда, мислам дека посхумно Амос Тверски и Даниел Канеман за нивната работа токму на овие когнитивни предрасуди или когнитивни лимити. Они истражуваат во контекст на бихевиорална економика, поле се вика тоа како дел од нели бихевиоралната наука, но забележуваат и опишуваат многу од овие наведените тука во листава, например, Јас ќе ги читам, па ти ако сакаш објасни. Да, на брзински. Бихевиорална економика, значи не знам како луѓето се однесуваат како се однесува, точно. Специфични економски флуктуации, во ситуации. контекст на носење одлуки Поврзани со економски, пари. поврзани со пари, Добро. со ресурси и така натаму. Окей. Некои луѓе викаат дека и економијата психолошки гледано е најголем дел инстинкти се- базирана на однесување, односно на Не психологија. на логика, разум, математика, него на Точно, да. Например, некому што значи лично нешто да ти вреди 100 евра, тебе, што значи мене. Сега зависи, нели, доколку мојот бейзлайн, ако сум јас многу богат, 100 евра немаат иста вредност, исто значење, за разлика од тебе, или обратно, дали вреднуваш пари или така натаму. Значи има многу психологија во тој момент. Многу интересно. Да, затоа се нарекуваат. Когнитивни лимити. Првиот, пристрасност кон потврдување или confirmation bias. Да, обично се, мислам дека го спомнавте минатиот пат, ние тежнееме да потврдуваме работи наместо да негираме, да ги фалсификуваме. Односно, доволно е еднаш нешто да негираш, за да знаеш дека неточно не постои. Можеш милион пати нешто да потврдиш, но никогаш не можеш да знаеш дека тоа е на вистина така, дека милиони првиот пат дека е нешто инаку. Да. Тоа е начин на потврдување. Хеуристика на достапност, Тоа е availability bias. информациите, односно содржините кои што ни се активирани во скоро време во главата, во мозокот, влијаат повеќе на нашето размислување. Да ти дадам пример од типот, доколку сега те прашам да квантификуваш колку е опасен сообраќајот во Скопје. Чисто твоја интуитивна од, да речеме, од 0% до од 1 до 100, еве, или од 1 до 10. 7. Би дал 7. Да. Сега, твојата проценка во добар дел ќе биде засегната од твојата скорешна изложеност, односно дали си бил сведок на сообраќајка која си доаѓа, например, во студиово. Или на некој друг. Така, ако, например, си бил сведок на сообраќајка по пат доаѓајќи тука, тоа ќе го зголеми
ќе зголеми твојата импресија за веројатноста, односно Така што е, да. повеќе ќе го покачи бројот, можеш да кажеш 8-9. Да не злоупотребувам, но еве пример, после онај ужас во Кочани, за многу работи, нели, чувството на сите за безбедност, сигурност, ако го рангираме, нели, ако го рангиравме од 1 до 10. Веројатно ќе многу беше- се чувствуваат понебезбедни. Да, така. да, Тоа е таа пристрасност, значи колку е тоа објективно или не, нема врска, значи со објективноста, туку активираните содржини во моментот, Од најпоследната сензација која што длабоко не така ти погодила влие некако. Не на мора ни длабоко, размислувањето. Да. Така, затоа се вика на Како достапност. лимит, разбирам. Так, Океј. так. Хеуристика на репрезентација, representativeness heuristics. Тоа е работи одредуваме врз основа на тоа колку кореспондираат со одредени замислени модели, без разлика колку објективно имаат веројатност да се случат. Или на македонски На јазик? македонски тоа е усмисла ако мислам во Канеман Интверски има доста интересни примери од за Линда експеримент се вика или Добро. нешто слично беше во контекст на што е кога Линда е поверојатно да биде, да речеме, социјално ориентирана за социјална правда, феминистка и така натаму. Добро. Дали кога имаш опис за Линда дека носи наочари или кога имаш опис дека носи наочари и работи како библиотекарка? Кој носи наочари? Не ти делува комбинација со Не знам, мене библиотеката на друг хабитус ми така, асоцира но повеќето луѓе би рекле дека поверојатно во овој контекст. Но и јас по исти начин се правам суд, нема врска. Мојот мислење, мојот став е еден, нечи друг е друг, но сега сепак идејава е дека повеќето луѓе имаат таква репрезентација, например за кој како делува некој да биде феминист или да работи, например, да носи наочари да работи во банка. Националист, било која категорија, чисто го дадов. Така. Старлета или научник. Точно, било која категорија. Чисто го дадовме примерот за база на стереотипи. Идејава е тука дека бидејќи за стереотипи се работи. Повеќето луѓе имаат некаков модел. Стереотипите не ограничуваат. На Функционираме некој во начин, модели. точно. Веројатноста некој да биде две работи истовремено, библиотекар, например, да носи наочари, е многу помала отколку поединечно засебно тие веројатности. Многу повеќе луѓе носат наочари, но не се библиотекари. Да. И обратно. Но така делува. Тоа се вика conjunction исто бајас. Не знам, да не вулгаризирам или навредувам, но ако е таксист, значи знае да вози лудо низ град. Така? Или ако е плавуша, нели, тогаш е не знам каква поради вицевите, или ако е босанец, не знам каков и така натака и така натака. Значи лимитираме, нашите стереотипи не лимитираат. Така, на когнитивно ниво. Има уште неколку повеќе за да не се задржуваме многу да влеземе на содржините, само излиста ги пола емисија. Да, ќе ги спомнеме, таман рековме до пола и сега да се фокусираме. Пристрасност кон закотвување, anchoring bias, ефект на приклучување, пристрасност кон негативното, ефект на врамување и така, многу значи, други. Многу. Поентава заклучокот да сумираме, нели, од сите аспекти. Нашите сетила перцепираат само ограничен спектрум од реалноста. Нашата перцепција, како што демонстриравме, во многу начини ограничена. Нашето внимание, нашата работна меморија и краткотрајна меморија и така натаму. И нашиот начин на размислување често пати е пристрасен и не кореспондира со реалноста. Затоа сите овие работи ги сумиравме во така наречени човечки лимити, во психолошка смисла зборувам. Разбирам. Супер. И сега тоа Мислам ни е дека сите стартната разбираат. точка од која што ќе тргнеме да ги гледаме сега овие така наречени дигитални илузии, дигитални содржини. 35-6 минути доволни ке? Таман, мислам. Супер, одлично. Генеративна вештачка интелигенција и дигитални илузии. Така. Сега, ќе почнеме прво со генерирање на текст. Ова е модел на Google, се вика Gemini или на Gemini или еден од моделите на најновиот модел, практично. Не сакам да кажам, нели, еден точно, да. Така. Еден од многуте големи јазични модели кои што генерираат текст, нели тука се ChatGPT, Claude на Anthropic, DeepSeek и така натаму. Многу ги има, Lama и
значи да не ги наведуваме. И сега типично, мислам, едноставно го запрашав, ова е промпт, не знам како било македонски. Промпт, не знам, команда, некака инструкција. Инструкциона команда. Молба. Односно, промпт е она што командата што му ја даваш на моделот, Да. направи ми тоа и тоа, ете, Точно. најпросто кажано, и тој после, нели, врз основа на тој промпт произведува нешто. Так. Зошто е важен промптот, бидејќи врз Врз скоро основа време тоа, тоа так. сите ќе откријат дека луѓето кои што се има курсеви за промптови во западниот свет. Промпт инженерство, да. Да, бидејќи сега не е веќе преважно ти да знаеш да пишуваш код, туку да знаеш да пишуваш промптови кои што ќе произведат, односно ќе му даде задача на Затоа што моделот со различни промптови или различни инструкции генерира различна содржина. Апсолутно. затоа е Овде битно. едно зборче, едно но да нема, ќе изгледа нешто. Можеби ќе нешто биде, друго. да. Така да ова е фактички промптот е медиумот меѓу човечкиот јазик и јазикот на вештачката интелигенција, кој што нема баш свој јазик се уште. Хуманизиран јазик за човечката интелигенција. Не да може да си направи свој јазик, тогаш може да оди се ние да не ја разбираме. Таа комуницира во единици и нули. Но ако произведе јазик, Точно. ние што не може да го разбериме, тогаш затоа една од Два обсесиите компјутери би комуницирале на машински јазик со единици и нули. Не им е потребен човечки јазик, тоа сакам да кажам ултимативно. Но се уште луѓето може да обсервираат Но како ние AI за да функционира. комуницираме со вештачката интелигенција мора неа да или не знам дали има род. Неа тоа или тоа да го адаптираме во да не разбира нас, нашиот јазик. Значи, Добре што си родово сензитивен за AI. Ева сега, мора да бидеме од добри односи со AI, не знаеш што. Твојот промпт е: напиши ми новинарска статија која всушност е лажна вест, но делува реално и се работи за првиот македонец астронаут кој заминува на пат во вселената. Да, јајде да прочитаме сега овој модел на Gemini, Добро. што генерира за нас и мене ми делува сосема онака реално и стварно како новинарска статија. Ајде, јас ќе ја читам. Ајде. Скопје, 20 мај 2025 година. Македонија денес испишува нова страница во својата историја. Александар Даневски, 42 годишен инженер по авионика и поранешен пилот, стана првиот македонски државјанин кој полета во вселената. Лансирањето на вселенското летало Сојуз МС-28 со Даневски како дел од тричлениот меѓународен екипаж беше успешно извршено од космодромот Бајконур во Казахстан точно во 14 часоти 35 минути по македонско време. Мисијата наречена Космичка зора 7, Cosmic Dawn 7, е резултат на повеќегодишна соработка помеѓу Државната вселенска агенција 2 на Македонија, добро име, и Европската вселенска агенција, која што всушност постои, нели? Даневски ќе престојува на меѓународната вселенска станица во наредните 6 месеци, каде ќе спроведе низа научни експерименти, вклучувајќи истражувања од областа на медицината во обезтежинска состојба и тестирање на нови материјали развиени од македонски научни институти. И така натака. Историски ден за Македонија, го читаш. Историски ден за Македонија, да. Само ова... Мислам, како ти делува? По сите стандарди, ова е одличен текст. Кога не би знаел, мислам, дека е генериран... Да, ако е веста за фудбалер од Кенија, не би знаел дали постои фудбалерот во Кенија или не. Дури Бидејќи некој реално би се делува излажал да поверува дека стварно ова се случува. Да, Генерира пример, име, измислил Александар, како беше... Даневски, да. Диневски или Даневски. Даневски. Друго име за некој, за една госпоѓа која што работи во Вселенската агенција. Значи, толку го прави хиперреалистично, што навистина кога не би знал дека е генериран од вештачка интелигенција, тешко дека би го препознал. Ние имаме Национална агенција за нуклеарна технологија, но да еве добра идеја, Државна вселенска агенција 2. 2, добро звучи. Првата 2. Првата агенција 2. Тоа беше една славна реклама, секојаш први Филип Првата втори. за соларниот систем, втората е за далечна вселена. Beautiful. Ево ја претседателката на 2 професор доктор Илина Стојчевска, таа го следеше лансирањето од контролниот центар во Се извинувам Бајконур. доколку некој да вистина се нарекува така. Но поентата е дека да, ако прочиташ ти ваква вест за вчера на пример читав нешто, ќе ти кажам реално, не знам дали е вистина или не, бидејќи нема време да го проверувам. Звучеше многу вистинито, ама имаше елементи што ме тераше да, ама тие како јас класифицирав. Изворот, некој порталот, не беше USA Today или CNN или не знам, но беше некој си портал. Зборуваше за тоа дека Новак Џоковиќ на почетокот на својата кариера, а линкот го сподели моја пријателка Јелена Рајч од Србија, тенисерка, се знае со Џоковиќ, работи во Дубај. Тоа ми даваше
онака придонесуваше за доверба во Веста, си викам можеби таа го знае примерот и лично, ама сепак имав една резерва. Веста беше дека тој на почеток на кариера бил на некој турнир со па и жена му Јелена, нели како се вика, врнело дожд и во еден момент кај некој фастфуд таму видел зад континер две деца 3 до 4 години како се гушкаат. Децата биле оставени и напуштени. Овај веднаш ги покрил со јакна, ги прибрал внатре, побарал помош, дошле службите. Long story short, fast forward, нели напред, децава растат, во меѓувреме поради нивната судбина и што овој ги спасил, прават фондација за помош на деца кои што се оставени. И Веста звучи перфектно. Вест, така? Не знам, не знаеш. Немам ни проверено. Немам ни проверено. Ама еве предизвик за кој сага. Но поентата е колку е Може да е тривијално вистината. за една секунда да генерираш ваков текст. Така е. Тој може да е место Новак Џоковиќ, да е Александар Даневски, наш иселеник во Охајо, кој што ги видел двете деца и така натака. Заклучокот е колку хиперреалистичен текст генерираат модерните модели, кој што навистина станува тешко да се одлучи дали е Имаш еден блескав реален или пиар сега со виното, француското вино, кој што наводно... Тоа беше за априли Да, или за нешто 1 така. април, да, за 1 април. Француско вино, кое што ние сме го продавали, оние приказни. Купуваат грозје од кај нас. А зашо бидејќи звучи реално? Реалистично, да. Ние најубаво грозје имаме на свет, французиве ни го Па дури ова звучи реалистично, мислам, некој ако сега нормално јас се обидувам да го банализирам да биде што побанално и што очигледно. Но ако си малку суптилен, не мора да оди во вселена, можеш не знам, открил X некој лек. Декодирал некој хромозом. Било што. Значи би звучало уште пореалистично. Секвенца декодирал, да. Така, тоа е текст. Добро, VI фотореализам, односно вештачки AI, односно VI фотореализам. Ова е сега дали ти се верува дека ова е вештачка фотографија, дека овие луѓе не постојат? Да, ова ми изгледа баш како македонци. Твојот промпт е дај ми фотореалистична слика на просечен македонец и македонка. Да. Според. И ми делува како многу профи, ми делува дека е профи фотографија, ама ова дека се вистински луѓе. Ова е Sora, значи модел на OpenAI, овие исто што го продуцираат ChatGPT. И за пастувачки колку е фотореалистична, односно... Да, ако зумирам, дури нели дамки, пори ке видиме, не знам. Да не го знаеш контекстот. Брадата од еден ден недобричана над брадата. Скроз, дури и ликот, нели, физиономијата, генерално... Оригинал. Соодветствува на некој си балканско наше подраче. Брат на Зоки. Ова лево е Зоки, разбираш? Може би ма украдено Зоки од Малски, некој фотографија. Па не, добро се, и начинот на кој што функционираат, да, таков сличен прилик. Тука уште една работа, знаеш што вака, размислувајќи деновиве, една опасност што постои. Замисли се да употребиш ти AI во функција да правиш од оние фарми за генерирање на фейк идентитети, кои што ќе утре ќе ти коментираат по Facebook во постови, и сега постојат таквите. Не се легални, постојат. Јас имам уловено пар примери кај што сакаат да ги користат, бидејќи јас ја знам таа технологија. Нели? Некој некојаш ми зборувал за незе, некој некаде ја нудел и така натака, знам дека постои. Постојат такви фарми. Со AI тоа може да биде да постојат луѓе кои што сите ќе мислиме дека ги знаеме. Бетмен велит, нели? И со слика и со се. Не мора само со аватар. Станува тешко да се разликува вистинскиот Бетмен од... Тешко. И знаеш што може тие модели ја направат? Правиме кампања сега дека не знам, на крај сакам протест да има он дека на Качанички кај петлјата што не е доградена. 5 дена, 7 дена ќе тераме некој наратив, на 8-миот ден ќе организираме, ќе направиме хајп еден, ќе организираме луѓе и ако треба и ќе платиме преку биткоини, волети, молети, вака 100 души кои што таму ќе треба да бидат актери, ама за да направат критична маса, амбиент ќе создадеме во општеството. Како? Со помош на вештачка интелигенција. Со лажни, манипулативно. Тоа е реална опасност што мора да имаме предвид. Тоа се опасностите, на крај ќе ги спомнеме, нели, една листа направиме од тоа. Зоки дајте го Зоки пак. Ево го Зоки и Вероника, така? Вероника е ова. Зоки и Вероника. Ова нема шанса да е. Овие луѓе инаку не постојат, пуштуваш. Ова е исто, реков, некоја македонска традиционална тема, како една супермодерна технологија би генерирала слика во традиционален контекст. Ова е некој македонски танц, оро, нели? Да. Сега не знам колку реално кореспондираат носиве и
Носиите личат, да. Но исто така делува доста фотореалистично. Да. И ова е, мислам, една глупава мала реченица од него го зборува. Ако дизајнираш она што го рековме промпт, кој што е многу подетален, многу подирективен, можеш да генерираш уште поквалитетни високи содржини. Дури ова тешко се разликува дали е вистинска Да, треба или да не. баш да внимаваш детали и да забележуваш. И ова е со 5 збора онака. Да, фотореалистична слика Да, на македонска да, традиционално оро. Следно. Еве што мисли Сора на OpenAI за тебе? Фала многу. За водител кој што се вика Богдан. И промптов ти е добар. Фотореалистична слика на македонец наречен Богдан кој е домакин на ТВ шоу. Види, не е совршена ни вештачката интелигенција сега, Атанас. А и позади добро си стои. Изгледа да. Фала прво да. Чисто да се имаш слика во воидни, да Супер. размислиш малку за стилот. Ќе одам како се викаат тие турците што садат коса. Ќе ослабам, ќе се In дотерам. vitro коса. Да. Али, jokes aside, ова е сепак еден, не знам, многу блиску до да ќе биде непрепознатливо што е слика од Да, AI. дури не се ни обидувам да го направам уште пореалистично. Значи со многу така едноставен промпт за 30 секунди, една Исто минута на Сора, генерира. ова, Сора, да. Следно имаме што имаме видеа, мислам дека. А не, или слики имаме. Дайте. Сега влегуваме во доменот на она класично deepfakes. Добро. И сега не сакав да создавам многу deepfakes со цел, нели, да се сепак е туопиш, за јавен да. медиум, но нешто многу очигледно за да демонстрираме, нели, потенцијалот и опасноста, и ова е повторно инструкција да го генерира, да го стави Роналдо во друштво на Алберт Ајнштајн и ги стави да се сликаат пред Канео во Охрите, твојот роден крај. Beautiful. Си имаат селфи направено. Beautiful. И види, композициски сликата е супер. Сега ти овде може после да влезиш во ова, дури и Photoshop има AI модул во кој што може да пример сенките да ги смениш малку, бојата, кожата и така натака, фокусот. Не мора да интервенираш, Или може да му кажеш. Има модели каде што можеш образец, темплейт да му дадеш, да му аплодираш фотографија од Роналдо, и уште пофотореалистично да ги генерира Али Роналдо. супер. Али Роналдо кога потпиша за ФК Воскајова и Ајнштајн кога патуваше низ времето, бидејќи само мисли перцепција е дека е мртов, тој патува низ кафе времето. која пија во Охрид и тура до Канео. Беа долу кај Пендо, подпеш, беа седнати на геврече со јајци. Така, И охридски патлиџани. Имам уште Дали овие луѓе се жалат на смештајот во Охрид? Да искористам приликаве малку за промо пиар. Роналдо и Ајнштајн, мислам. Роналдо и Ајнштајн, па знае тие Добра кај е убаво. комбинација. Свети Климент има овдека шетано кај што Канео. тие шетат, така? Тоа е. Но шегата на страна, мислам, реално ова е потенцијалот кој што чисто да демонстрираме што се случува и што може да се случува. Пример. Извини, молим те, дајте. Од лево на десно, Атанас Киријаковски, Илон Маск, Бред Пит и Арнолд Шварценегер. Прашање, дали оваа деснава слика... Не е вистинска ни деснава. Нема како Шварценегер и Маск би биле во исто друштво. Значи, ова не си ти додаден на слика, не си додаден, него целата е изгенерирана. Значи, ова е прикачив собствено кој е глупаво селфи што го имам, кој што патем Нема врска со оваа позиција на тело, со ништо. Позицијата, со изразот, не се смеам, јас сум сериозен на селфицо, но ја користи таа информација колку што може и ме репродуцира во забавен контекст. Значи, јас се смеам во социјална интеракција со Елон Маск, Бред Пит и Шварценегер. Така сакав се, можеш колку сакаш да ставиш. Па, моја правевме за... We are laughing and enjoying. Малце политика, малце бодибилдинг. Вистина ли Илон ќе напушта за некој месец? Те молам, покани го Илон во нашата вселенска агенција. Важи. Така да не летаме веќе од Бајконур, туку да направиме на Криволак еден... Ќе му се јавам, да видам следно кога е. Ова беше еден клуб, да не откривам локација, чисто да те молам. И сега преминуваме повеќе во видеореализам. Да, уште пострашно. Ова слика пишува Канан. Ај, да, стварно бе. Исто и ова, значи целата презентација генерирана се на AI. Се на AI. Чисто да се разбереме. Ова не е како Адедос и Рейбак, тоа беше AI од нашето време. Да. Кој имавме вештачки Nike, Рибок и Адидас, нели? Адедос, Майк имаше. Адибас. Адибас, Рейбак.
Точно. Ова е Canon. Ова е а Canon. не Canon, добро. И еве, например, еден индикатор дека ова не е реална фотографија, генерирана, обично и Да. често пати прави грешки во текст. Ајде да И видиме во некој- прстите, дури. И во прстите. Но и тоа во добар дел Мислам е дека и намерно дека тоа решено. го прават за Ова е подпис да е некој си слайд од македонска храна, како што ја замислува и не знам, правилно комбинира нешто што личи на ајвар, на краставици, некакво пазарче. Сега нормално повторно е ова 2 секунди Да, инструкција. твојата инструкција генерира и видео кое што ќе ја истражува македонската кујна визуелно презентирајќи го подготвувањето и сервирањето на препознатливи оброци, како ајвар, тавче, гравче, шопска салата, поставя на сцената да биде на некој локален и се маркет измисли и се некоја минува, да. салата, некоја јадење, ајвар со краставици и сиренце, гледаш? Да. Се направи убаво едно јаденце. Да ти кажам, во моментот... Не е лоша идеја, Не е може да се лоша, не е проба. лоша идејата, да. Може ли следен слайд? Те Ајде, молам, ајде, само да ајде. не е со храна. Ова е, Боже. значи претходно беше сора, И ти си ова е- бил гладен кога... Не, чисто сакав да споредам на истата инструкција. Истата инструкција, со два друг модели модел, различни. да, ова е Претходно на- е Сора на на OpenAI, а вторите ова е на ChatGPT. VO2 на Google DeepMind. За мене е малку пострашен од Сора. Да, Ама, генерира малку ми делуваат на повеќе источно европски така жениве. па добро, на, ние сме така мултикулти мудот, но општество, да. чувството, но мислам делува реалистично, делува малку и да не би знаел, може би и македонски би го интерпретирал Да, сето ова. да. Во однос на И тоа е едноставен промпт сега, нели, глич некој позади има со прозорот, али пази, отвара завеса, таму има нешто као миндер или столици, некој не да, знам што некако се го роди, сецнува на момент, но ако не но може да се забележиш, работи нова, само Точно, да кажам, да, еве да, може, да, да. ова е све вештачка интелигенција, твојата реченица претворена во видео, во така? видео, да. Идеме следно. Ова е, например, македонска традиционална архитектура. Ова е оригинал како инсерт од телевизија. Од телевизија, Овде да. нема шанса да... Ова е нешто му дадов инструкции како галичник, како крушево, нешто така во тој стил да генерира видео. И Едино ако сакаш сега архитектонски, ретко на фасада ќе зачекаш онака дрво се како што е овде, ама сега како да ти кажам, тоа е да, ама ти можеш да го наштимаш, после Може да му да го речеш не наштимаш, ставај да, дрво на да. фасади, бла бла бла. Ама супер. Но Човече сакам да Боже. кажам е Види ги ти овие фасцинантно. детали, Да. жиците на бандерите, Делува македонски. оджаците скроз Поентава е дали го долоува македонското како не? како мета информација. Како Мислам не? дека успешно го Апсолутно, прави тоа, да. апсолутно, апсолутно. Апсолутно. Вау. Следно Вау. име, ова е некоја брутализам во Скопје, Опа, измислува извини. некои објекти. Чекај да вратам назад. А, Визуелна споредба ти бараш на пред и пост земјотресно Скопје со акцент на брутализмот во да, архитектурата. гледаш има малку пре Да. воена така кралско-југословенска архитектура. Ама тој целосно одново го измислува? Да, и ова измислува нови моменти, значи претходно представува една сцена во така кралска Југославија. Да, како било пред стил, земјотресот, а како е нешто после како се земјотресот. вика на офицерски дом, Да, нели? офицерски дом, во да. тој стил архитектура и после се преориентира На нешто што личи на брутализам, да. брутализам. Сега јас му реков во стил на Гоце Делчев интернатот, студентскиот дом, но очигледно нема информација како што треба за тоа и измислува некоја Си измислува све. И се генеричка- ти може да влезиш тука да му Да. даеш информации, Точно, слики да го точно. нахраниш и после тој да Но произведе нешто. заклучокот од ова е дека успешно прави разлика помеѓу некоја преархитектура пред воено Скопје и Да, после да, да, земјотресот, да. каде што нели доминира брутализмот. После Така нели е. Кензо Танги и така натаму. Разбрано. Значи што е битно е заклучокот и фасцинатното во случајот. После одиме нели повеќе на емоции, детекции OpenAI, на, Сора. на деца. Дете кој што стои на крајот на игралиштето, гледа други деца како што играат, Исто многу фото, видео реалистична. незадоволен што не игра со децата. Тоа Да, бараш. има некој загрижен израз како е исклучено детето. Ама Другиот ова види. модел вео уште поимпресивна. Вау. А истата команда? Истата команда, Ајде да да. видиме Тоа е вео. идејата тука, исти команди и различни модели да видиме. Значи ова делува сосема Мајко како мила. снимка од филм, како да е јас ти тврдам реално. дека да отвориме сега Да. некој од оние сервиси кои што продаваат сток видеа, вакви ова е квалитетот. Да, Но да. AI учи од таму. Точно, точно. Учи
види овде колку елементи имаш, светлото како паѓа, сенки, Децата позади, композиција, децата позади. Изразот на емотивниот израз на детето Господи е Боже. доловен, значи не знам, прекрасно. Ова да ми го пуштиш вака без контекст, ако погодам дека е евена. Так. Јас се трудам сега да забележам некој глич, некоја грешка, ама Многу тешко, да. Многу тешко. Има повеќе сега да се надоврзам. Повеќе од 4 предмети не можам да ги следам сите. Паралелно. Вау. И има Импресивно. некои други исто, еве да речеме, ова се исто се ова генерирано. Иста команда на така? На два различни модела, чисто да видиме колку се исто хиперреалистични. Хиперреалистични. Реално не би мислел дека е лево филмска сцена од снимка, филм, а да, десно да. би мислел дека е баш предавање. Некоја презентација, нешто, презентација, сосема е, да. Вау. Одиме понатаму, во интерес на времето. сега во интерес на времето. Сега покривме текст, слика и видео, сега ќе покриеме и звук, односно, само да објаснам, не знам точно кој модел во позадина го користи Google, веројатно е Soundstorm, Добро, од тоа што истражував, но во случајов прикачив едно 4-5 класични книги, односно македонски во PDF класици. му ги закачи или како не? Не во текст формат. Добро. И сега имаат огромен контекст. Сега мислам дека Gemini моделите имаат до 2 милиони токени, се вика. Тоа се единици на текст кои што моделот ги може да ги прими и 2 милиони токени се преведуваат околу 3000 страници технички. Значи можеш, не знам, до 3000 страници да прикачиш материјал и моделот е способен да го анализира. Вау. И сега прикачив 5 книги од македонски класици, тоа се Пустина, Ѓорги Абаджиев, Славко Јаневски Тврдоглави, Петре Пиреј, Живко Чинго Пасквелија, Ташко Георгиевски Црвениот коњ. Така. 13 минути до крај. Таман сме, да, ќе пуштиме само Може примерот. пуштиме И му сегмент. дадов инструкција на моделот да генерира подкаст на македонски јазик во многу реалистична смисла. Сега, значи, генерираме звук на македонски. Ајде да видиме како тоа звучи. Добре дојдовте. Денес нурнуваме малку подлабоко во класичната македонска литература. Радиоскоп. Ке разгледаме некои извадоци од Славко Јаневски, па Петрема Андреевски, Живко Чинго, Ташко Георгиевски. Целта ни е некако да добиеме чувство за нивниот стил, темите, световите што ги градат. Па, ајде да почнеме со тоа. Одлично. Ова е добра прилика да видиме како овие значајни автори, секој на свој начин, нели ја прикажуваат комплексности на животот и на историјата овде. Имаме навистина, како да кажам, различни пристапи. Фантастично. Да почнеме со Славко Јаневски и Тврдоглави. Јаневски, да. Не носи во 1835 година една доста мрачна приказна, нели, за иконопист. Историско страдање, ама од друга страна таа борба за обстанок е и една поширока, можеби универзална тема. Чисто гледачи Но да таа добијат, физичка борба, интересно е да преминеме кон еден поинаков вид притисок, кај Петре М. Андреевски. Мислиш на извадокот од Пиреј, така? Тој е многу кус, да. Ама остава баш силен впечаток. Оној разговор меѓу Јован и капитанот Мирковиќ, кога Јован мора да игра јужносрпски ора. И онаа реченица: "Оф, деба, мајче, си мислам, веќе сум станал србин, сум напреднал." Колку горчина има тука просто. Има доста халуцинации, но поентава е дека ја зема цела ова содржина, ги анализира овие класици и креира подкаст од тоа, анализирајќи ја и содржината истовремено. Страшно. И правејќи ја хиперреалистична на еден многу течен љубов македонски. Дури, оние, види, сметам, Да. многу реално. Точно. Значи, кога не би знал, можеби не би го детектирал. така, ако би го дотерал ова да ги нема тие Петре М. Андреевски. Да, не постојат овие луѓе. Точно. Ти ставаш 5 книги, му даваш команда, направи ми подкаст, анализа и овој ти го... Одлично. Фантастично. Исклучително интересно. Фантастично. Одиме на што имавме уште. Колку сме способни да детектираме... Сега заклучокот е, нели, Ова што дадовме видовме до сега, да. одредени човечки лимити, но дадовме еден пресек на дигитални илузии или deepfakes, нели, генерирани содржини со вештачка интелигенција. И сега барав студија да видам колку во реалноста квантификувано и
емпириски луѓето се реално способни да детектираат deepfakes. Добро. Користиме за дигитални илузии или лазни содржини. Да, deepfake е она, нели, длабоко, многу лажна, најлажна. Тоа е терминот кој што се користи во Deepfake англиското како термин, говорно подрачје за ваков вид на, например, Роналдо и Einstein. Да, е deepfake. Во канео deepfake. Да, или ако имаше едно видео со Елизабета II, односно се снима актер и после нели AI-от му го претвара актерот во Елизабета II. Во Елизабета II, да. Хиперреалистично, точно. Страшно. Точно. Утре ден ако ја истекне свест, нели, ќе ти се телевизорот дома ќе се појави известен лик кој што тебе нешто ти значи и ќе ти даде некоја команда. Тоа се потенцијалните опасности после оваа графа што ќе ги спомнеме во еднината како заклучок. Што вика науката, колку сме способни Патем да... и овој графикон исто генериран со ChatGPT. Само му внесов податоци, му напоменав, генерирам ми графикон вака и вака и ми го направив се фино. Значи, ова е метаанализа, нова метаанализа од октомври-ноември 2024. Метаанализа е посебен вид на статистички базирана студија, кој што како внесна податоци не прави експерименти од луѓе, туку зема она што се нарекува големина на ефект од многу студии, Добро. го сумира и се обидува колку различни студии на одредена тема, во случајов нели детекција на лажни содржини, произведуваат одредени резултати. Значи ова е еден вид на просечен резултат базиран на многу студии претходно правени. Да. Значи не е ова една студија, затоа се нарекува метаанализа. Разбирам. И ваквите видови на анализи и на трудови се доста веродостојни за да се добие впечаток за големината на ефектот на глобално ниво. Разбирам. Значи не во поединечна студија. И сега тука што вика, според оваа метаанализа, луѓето се некаде не се многу различни од 50-50 детекција на deepfakes. Значи, за аудио се малку посензитивни, но генерално прагот на детекција е некаде 50%, што значи ако тебе ти дадам 10 deepfake содржини, 5 ќе ги детектираш, 5 нема да ги препознаеш дека се... И пази, ова е на студии правени пред 2024, каде што се уште овие поднапредни модели... Дојде и до ова совршенство. Така, како овие што ги демонстриравме денеска. ChatGPT 4.0, односно или Sora, или VO2 и така натаму. Значи, доколку некој би правил за година, 2-3 повторно некаква метаанализа, веројатно процентите би предвидел уште повеќе да паднат. Што значи ние пола-пола детектираме. Односно сме многу подложни на... Не страшно, тоа е тоа, да. Треба да научиме како да детектираме, бидејќи некој може жестоко да не измами. Така, бидејќи има многу опасности, тука ги наведовме нели во следниот слайд. Зошто deepfake се проблем? Зошто се проблем, да, слайд. Типот на мисинформации, дезинформации. Може лаптопот мој ве молам. Прва точка, misinformation, disinformation, односно погрешни и лажни вести. Погрешни ненамерни вести, мисинформации, и погрешни намерни вести. Да. Сето ова може да се искористи во контекст на политичка манипулација, оној пример ти што го спомна претходно, економска, психолошка злоупотреба, дефамација, клевет. Јас ако направам deepfake од тебе во некоја си непријатна ситуација, така е, и као компромат може да користиш или да ми го урнеш угледот за и пола јавност според истражувањето ќе верува во тоа, нема да препознае дека е реално или не е. Крадење на идентитет, тоа го спомнавме, измами, финансиски криминал, нарушување на приватност. Така, генералниот ефект е ерозија на довербата во општеството. Точно, не знаеш веќе во што веруваш. Точно. Затоа што таму имате многу работа за да објаснувате. Токму затоа и го зборуваме ова денеска, затоа и нели се договоривме да правиме нарушена сајбер безбедност, целосни легални етички нови форми на размислување ни се потребни. Технологијата нели каска многу напред забрзано, но легислативата и етичките норми и стандарди се многу назад. Да. Генерално последици по општеството, значи демократски институции под закана, нарушување на економијата и маркетите на пазарот, информацијска корупција, ширење на лажни вести и така натаму. Значи постои огромен потенцијал за злоупотреба и дисрупција на модерното општество. Затоа мора се повеќе и повеќе да ги разбираме овие феномени не само од аспект на технологија, како се прават,
како се програмираат, како се процесираат, како се тренираат, туку и од аспект на реални психолошко, социјални и општествени ефекти во тој контекст. И сега, нели, прашањето, последниот слайд го поставува, е како да се живее во свет на вакви човечки лимити како што ги имаме, Да. и вакви нелимитирани или неограничени дигитални Ние сме илузии. ограничени, тие не се ограничени. Тоа е машините. вистинското прашање и мора да зборуваме, јас како што размислувам, од 3 домени мора да се насочиме. Технолошки пристап, значи да користиме технологија за контрола на овие форми или начини на злоупотреба. Значи развивање на системи, например, за рана детекција на вакви deepfakes. Системи на автентикација, системи на сертификација на содржини, системи на невидливи потписи на содржини, идентификација на релевантни извори и така натаму. Значи технологија, можеби и вештачка интелигенција, која што ќе ни помага да се бори против Што е парадоксално. лошите форми на вештачка Сега знаеш интелигенција. како пола од луѓето кои што не гледаат ќе речат, ама и тоа, нели, технологија чиме во прашање, таа може да изгенерира, да излаже, да измами се, а пола ќе речат тоа е добра идеја. Кој што да рече, нема бегање од тоа, едноставно луѓе, тоа време доаѓа, ние мора да се адаптираме. Така, и Има да го милиарда разбереме. предности. Точно. Има милиарда предности кои што AI, вештачката интелигенција може да се најде како корисна. Пример, предност е може мене да ми помогне да се подготвам за емисијата со тебе. Место да барам пешки по Google, ќе замолам ChatGPT, посочи ми 3 труда што треба да ги прочитам за да разберам нешто. Но од друга страна може да рече, чекај, дечко, ти Богдан носиш елек, имаш пивски стомак и косата слабо. Хајд Сиктер, јас ќе изгенерирам онаков Богдан како што направи таму на сликата и тој ќе ја води емисијата и ти не се замара и занимава. Така, ако можам да бидам така подолгорочно футуристички ориентиран, веројатно иднината е борба на која земја или која група ќе има подобар модел на вештачка интелигенција. Не мора да е ни интелигенција. земја, може да е и интересна Затоа група. реков земја или група. Може да е Ал-Каеда, нели? Или може да е некоја група на научници кои што ќе ја користат AI за пресметки, калкулации кои што им требаат за да Обично откријат. научниците се морални луѓе, ама да, има некои... Знаеш што е парадоксот сега во суштина меѓу кога размислуваат такви интересни групи за како AI ќе функционира во иднина, дека не може никој во ниеден момент нема да може да каже стоп, сега ќе исклучам машини ако дојдеме под некаков ризик, затоа што секогаш ќе ја земе во предвид опцијата дека постои некој друг кој што нема да ги исклучи машините бидејќи сака да го злоупотреби системот. И сите едноставно ќе се туркаат да одат напред. До моментот кој нели прогнозата е дека за некои 5 години ќе постои супер интелигенција, односно супер AI. Проблемот е, фала Богу, тука струјата и така може некако да се регулираме. Да, тоа е еден од аргументите на Многу Стюарт Расел. нуклеарки ќе треба да се прават инаку за да издржат системите. Кој што Стюарт Расел, нели, еден од најупотребуваните, има нели учебници за вештачка интелигенција со Питер Норвик, двајцата автори. На Стюарт Расел тоа е аргументот дека кога еден интелигентен систем е доволно софистициран, тој може да предвиди дека потенцијална опасност за негово исклучување гасене струја. Така што би презел превентивни акции во тој контекст. Така што не можеме да се потпреме на идејата дека само ќе го извадиме од штекер. Тоа е муабетот. Ќе видиме како И тоа ќе нормално, нели, во контекст на сето ова мора да има општествено правен пристап, легални рамки, ова етички што ги зборевме и на крајот најбитно образовен пристап. Ние мора да почнеме и образованието да го модификуваме со цел, нели, вакви предмети на дигитална писменост или писменост за вештачка интелигенција да се воведат со цел новите генерации да се подобро запознаени за проблемот и опасностите кои што би можеле да се случат. Апсолутно сум согласен и исклучително благодарен што ја предложи оваа тема и што вечера имавме прилика да уживаме овие скоро час и половина во сето она што професор доктор Атански Рајковски имаше да го сподели со нас. Искрено благодарам и едва и чекам да се видиме следен пат. Уште еднаш ти благодарам, Богдан, и со задоволство следниот пат ќе учествувам. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Оваа емисија не беше генерирана од вештачка интелигенција, ние сме вистински тука, мора да завршуваме до следното гледање, стандардна процедура.
гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци, свесни за лимитите кои што ги имаме, но да се обидеме да ги прошириме колку што е можно повеќе. Добро nek Македонијо, главата горе.